Еве сме на лице место на неработењето на јавното градско предпријатие Комунална хигиена, на кое сме заробеници цел град. 700.000 град сме заробеници на ова јавно предпријатие. Можете да замислите како ова изгледа. Има изговори дека за време на рамазанските празници помалку работат, дека треба да се стрпиме. По населбите каде што требаше да ги подигаат кандите, па и со недели дури не доаѓаат да ги земат. Ајде и тоа да го разбереме. По се изгледа сега има добиено шок, шекерен шок од рамазанските пости и очигледно гледате ова на што личи. И вака изминативе 30-40 години и веројатно ќе биде и вака и наредниве 30-40 години, благодарение на јавно градско предпријатие Комунална хигиена и благодарение на неодговорниот однос на владата, кој што прави измени на Законот за локална самоуправа, во кој што најбитно било да се смени градоначалникот, ама не е најбитно и да се решат проблемите. Ова е еден од најгорливите проблеми на граѓаните на Карпош и на градот Скопје. Со новиот закон за локална самоуправа и територијална поделба на град Скопје, комунална хигиена мора да се подели по општините и мораме да го решиме проблемот со одлагањето на сметот, но во исто време мораме и да донесеме нови законски измени за казнување за оние граѓани кои што имаат канти, а не го фрлаат ѓубрето во кантите, го одлагаат овде. Овде одлагаат ѓубре граѓани од Трнод, од Ожданец, од Козле, од Нерези, од Крушепек, од каде се не. Постојат ли толку контейнери кои што ова може да го дигнат? Значи се работи за една целосна општествена неодговорност пред се од комунална хигиена, на кое што општина Карпош и граѓаните на општина Карпош се најревностните плаќачи во целиот град Скопје и не го заслужуваат овој буклук овде да го гледаме сите ние и да го толерираме со години. И на крајот ќе кажам, малку почисто или малку непочисто било во изминативе сите 30 на години. Без разлика кој градоначалник се наоѓа на власт во градот Скопје. Ова градско предпријатие вака нити може да функционира, нити ќе го ичисти градот Скопје. Да не, ова е индивидуалната, да не зборам за колективната хигиена која што ние како локална самоуправа во континуитет држиме некаде околу 90 одржувачи на хигиена, во спротивно тешко нас на што ќе ни изгледа општината, на што ќе изгледа градот Скопје. Апелирам, измени во законот за локална самоуправа. Ова јавно предпријатие конечно еднаш да се подели на општините и да биде одговорноста на градоначалникот на општината. Овие луѓе што ова работа ја работат, немаат одговорност за тоа како ќе биде хигиената во градот Скопје и во општината Карпош. И на крајот на краиштата, дали некој знае како се вика директорот на комунална хигиена? На кој што вие секој месец му плаќате. Ама знаете како се вика градоначалникот и затоа градоначалникот треба да биде за ова одговорен и овој смет и средствата што ги плаќаат граѓаните треба да дојдат во локалната самоуправа. Но во исто време да го праша министерот за транспорт и врски, до кога мисли да ги чува измените на законот за домување? Има ли намера да се донесе нов закон за комунална инспекција, за да овие работи конечно ги разрешиме и да заличиме на метропола како што треба да заличиме барем приближно на оние метрополи што се околу нас овде на Балканот, а не случајно да се споредуваме со метрополите од Европа и од светот.